Të nderuar mirëmbrëma, të gjithëve. Mirë se erdhët në këtë debat apo diskusion apo tryezë të rumbullakët, nuk mund ta quajmë, po debat, muhabet, që organizon Nisma Jadro, do thot organizata Jadro, së bashku me organizatën Pyka. Në fillim kisha dashur t'ju shpreh falënderim edhe nikoqirëve tanë organizatës Sodat, e cila na i mundsoi këto hapësirat, si dhe projektit të USAID për shoqërinë civile, i cili është i kyçur me përkrahjen e këtyre evenimenteve. Tema e këtij debati është politikat e reja kulturore. Tema na ova debata se novite kulturni politiki, dhe shpresoj se për këtë temë kemi me vërtet rreth kësaj tryeze bashkëbisedues të cilët do t'i japin një kontekst dhe një ide muhabetit se ku gjendemi momentalisht me politikat kulturore, të cilat janë trendet botërore, trendet evropiane, dhe në këtë kontekst si këto trende përputhen apo ndërthuren në politikat strategjike kulturore në Maqedoni, do thot edhe në nivel nacional, po do të kemi mundësi të bisedojmë pak edhe rreth nivelit lokal, kontekstit lokal kulturor këtu në Tetov. Kemi këtu përfaqësues të sferës kulturore, të cilët mund këtë debat ta zgjerojnë pak edhe në këtë kontekst. Значи, темата на дебатата е се новите културни политики. Ќе имаме можност да разговараме за трендовите во светот, во Европа, и како тие се вткајуваат или дали се вткајуваат воопшто во стратешкото планирање на културните политики и на национално ниво, но имаме тука и доста соговорници можни кои што можат ова да го прошират и малку и на локалниот културен контекст, да видиме колку од тие трендови модерни во културата или нешто кое што ги одликува институционалните форми на културно поддржување на културата, но и независната, алтернативната сцена која што како да се одвива некако на маргините на општеството. Може би е тоа добро или не, имаме можност да дебатираме. Трујеза сјан ме муа Сонте Искра Гешовска, теоретичар на уметност. Përndryshe është edhe kryetare e shoqatës Jadro, председател на Jadro и представник исто така и на невладината Контрапункт, која што долги години работи на полето на културата и уметноста, вклучително тука и независниот дел и активизмот како или промовирање на културата и уметноста преку активистички форми. Добре дојдовте вечер во Тетово. Добре најдов и благодарам. Поашту мене е Биљана Тануровска Ќулавковски, përndryshe vjen nga Qendra Lokomotiva, e cila është centar za novi iniцијативи во културата и уметноста. Добре дојде Биљана во Тетово. Ке имаме можност да поразговараме нели околу новите трендови, почнувајќи од тоа што и самата како уметник и како независен културен деец го работиш долги години, вклучувајќи го и фестивалот Locomotion за современи танци и перформанси, така, ќе дадеме некој контекст колку од тоа што е сега актуелно на светските сцени се рефлектира и во нашата културна сцена. Мене е Штеда Рамадан Рамадани, поашту пјестар активи скенас културore të pavarur, përndryshe është nën kryetari i shoqatës Jadro. Këtu është edhe si përfaqësuesi i do thot Pykës, por edhe si përfaqësuesi Nismës. Punoni shumë gjëra do thot në të njëjtën kohë, mirë po të gjitha ato ndërthuren me sferën e kulturës dhe aktivizmit në një farë mënyrë. Do të kemi edhe me Ramadanin mundësi që t'i shtjellojmë së paku edhe nga një kontekst i se sa ajo zhvillohet, sa këto trende botërore zhvillohen edhe tek të themi pjesëtarët e popullit shqiptar këtu në Maqedoni. Ќе napravime jedna paralela помеѓу нели сепак ќе го искористиме реалниот контекст колку тоа е развиено кај различни етнички заедници во различни географски контексти во Македонија.
Мислам дека ова е доволно, без сој се мјав си интродукта. Најпрвин со Искра. Новите културни политики, како во кој правец се развиваат во Македонија? Ете, прво можете да ни дадете воведи што вие како јадро мислите да работите во тој контекст. Учествувавте и на расправите за националната стратегија за култура, колку што можеме да видиме од општествениот контекст до сега, особено во овие последни неколку години, се детектираат трендови на идеологизација и етнизација на културата. Културата се повеќе служи како политичко средство, а не како средство за остварување на општествен напредок. Да. Многу деликатно и едновремено важно прашање е прашањето какви генерално културни политики и воопшто какви политики во оваа земја, каква е политичката позиција и одговорност во оваа земја, значи на оние кои што директно ја поседуваат моќта, но и на сите граѓани. Значи јас сметам дека имаме отсуство сушност на некаков систем на културни политики и воопшто имаме отсуство на сознание помеѓу она што е важност, исклучителна важност на граѓанскиот сектор и неговото учество во креирањето на културни политики. Токму заради тоа јадро... Прости, сега ќе те прекинам. Еве, сепак некаква формална структура ни се нуди. Државата вели, имаме национална стратегија за култура. Колку всушност ова за кое што ти зборуваш, директно вклучување на граѓаните во креирање на тие политики се случува и што е тоа што всушност државата ни нуди на картија? На едно декоративно рамниште според мене и што ни нудат? Нудат она што според законот треба да го понудат, значи некаква вклученост. Ете тоа беше и случајот со според мене фарсичната расправа за националната стратегија, значи нудат декоративна демократизација, декоративен демократски принцип, но затоа во таа смисла би укажала зошто и јадро се формираше како еден блок, фронт, како една од можните стратегии на отпорот кон таквото девалвирање, кон таквата ентропија на целиот демократски контекст. Јадро се формираше значи прв пат како фронт на луѓе кои што се во независниот културен сектор, значи оние вон институционално кои што работат и кои што сакаат да покажат со своите практики, искуства во сферата на уметничкото творештво, но и во сферата генерално на читање на културата, сакаат да покажат дека може да постои поинаков начин на промислување на она што значи култура. Значи јадро се формираше како една платформа застапувачка пред се за една политичка релевантност на независниот културен сектор и вклученост значи на тој сегмент од независниот културен сектор како посебен сегмент од граѓанскиот сектор кој што действува во културата, кој што има многу по хибридно значење, кој што е по интердисциплинарен, кој што вклучува теорија, уметнички пракси и активизам. Значи, тој сектор го бара своето место и го бара својот политички ангажман во креирањето на по системски вообличени некакви културни политики. Но дали нудите поинакво читање на оваа сфера, но дали тоа читање го прифаќаат тие кои што ги наметнуваат или условно речено ги наметнуваат, туку ги усвојуваат стратешките одредници по кои што ќе се движи културата. Ова е важно прашање. Бевте на тие средби и што прифаќаат, што не прифаќаат. Да, со Рамадан баш бевме и на тет-а-тет средби во Министерството за култура, со Билјана бевме на јавната расправа, учествувавме во јавната расправа и знаете како, во овој контекст каде што се случува голема невидена монополизација на се, не само во економска, политичка, туку и во културната сфера, особено сега во културната сфера,
Вас ви се создава еден симулакрум дека тие се прифаќаат што ќе им предложите, дека се тие отворени, нели, имаат и ден на комуникација со граѓаните, не знам што веќе, но всушност она што ние го бараме конкретно, значи имаме две конкретни барања кои што ги побарахме во таа расправа за почеток. Едното е формирање на посебен сектор, посебна буџетска ставка за која што ќе може да се артикулира она што го работи веќе 20 години независниот културен сектор. Не би сакала сега околу тоа да должам. И со тоа ќе се даде политичка релевантност. А второ е, предложивме нов модел на една хибридна институција. Значи, тие тоа го нарекоа Центар за независна култура или како и да е. Значи, тие тоа сето го прифаќаат и ќе го напишат во нивната стратегија. Значи, нашите преговори делуваат дека се на демократски начин прифатени, но моето чувство е дека допрва, откако тие декларативно, нивните комуникацијата и нивните поставки се декларативни. Откако тие декларативно ќе прифатат дека ништо, дека тоа ќе остане на хартија. Допрва ни предстои сериозна борба. Добро, допрва и ќе ги расчлениме овие контексти за време на дебатата. Билјана, се познаваме бајаги долго време, мене ми импонира тоа што ти се уште се бориш да внесеш во културниот живот во Македонија нешто што е прилично прифатено во светот, но се третира или се доживува како некаква нов тренд, нова работа во светот на уметноста, почнувајќи од фестивалот, нели, кој што го тераш и твоето лично искуство преку него. Колку од овие работи кои што веќе се трендови, можеме да речеме во некои други културни сцени, дали европски, дали светски, колку ти како уметник и како организатор на вакви прилично независни, нови условно речено културни настани, доживуваш дека нешто се менува. Кога ќе поставиш националната стратегија, тоа што се работи на полето на уметноста кај нас, и тоа претежно ќе го третираме во контекст на тоа што се спонзорира или субвенционира од државата, и тоа што на тоа поле се прави во светот. Каде се разликите и каде може би не верувам дека ќе најдеме точка која што ќе покаже некој екстраординерен напредок или прифаќање на светски тренд, но има ли нешто? Да те поправам. А јас не сум уметник, иако делувам и умирам за уметноста, кој што изјавив пред некое време. За разлика од нас. Кажав дека имавме дебата за време на јадро и изјавив дека умирам за уметноста, ама јас сваќам уметноста како навистина слобода, како единственото слободно поле кое што ни останува, кој што кажа Растко Мочник во еден од своите текстови, денес во неолиберализмот, тоа е единственото слободно поле во кое што можеме да действуваме, да работиме и нешто да промениме. Така да јас како се гледам и дали тие нови трендови, да, јас сметам дека во тоа поле доколку делувам и продолжам да делувам, сигурно нешто ќе променам. Како можам да го измерам тоа? Јас за жал не го мерам тоа како што гледаат и милуваат да го мерат овдека преку некакви квалификации со индикатори, бројки. Меѓутоа мислам дека се работи за нешто во кое што треба да вложуваме, тоа е квалитетот и квалитетот на живење, квалитетот на работење, квалитетот на произведување на работите и квалитетот на, како да речам, на култура која што ја живееме сите ние заедно. Тоа што овдека се обидувам со години да го направам како и моите колеги и сега заедно и преку Јадро, не само преку својата организација, односно нашата организација Локомотива, е нешто кое што сите секојдневно го зборуваме, тоа е тој културен развој, кој што за мене, јас спремив некои своји гледишта околу тоа што и како треба да биде, поготово во однос на тоа како културниот развој соодветствува со она што ние го нарекуваме културни политики и во однос на тоа како може тој културен развој да се регулира. Да се регулира, да речеме, на едно национално ниво, на едно пошироко,
или географско ниво, пошироко дури на едно европско ниво, на глобално ниво како се регулира, како тие трендови негдека, да речеме, во Европа се развиваат, колку тие се носат и се прифаќаат овде кај нас и колку на крај краишта најважното од се имплементираат. Затоа што мислам дека сите овие декларативни, документи, проблемот е тоа што не се имплементираат. Како јас гледам на тоа што треба да значи културата кај нас, всушност да се работи, да се биде проактивен и навистина да се допринесува со дела. Сметам дека ние во независниот сектор со мали чекори, но значени и го правиме. Кога зборувам за културен развој, иако тоа е една општа социолошка категорија, знаеме дека подразбира некој процес на напредок во сите сегменти, а тоа е едно и во сегментите на живење. Сега сакав да зборувам за културниот развој, всушност како една пристап кој што треба да има интердисциплинарен пристап. Што значи тоа? Тука има две основни компоненти кои што сметам дека треба да ги начнеме, кои што сметам треба да се фокусираме. Првата е проучување или анализа на контекстот во кој што тој културен развој се случува, кој што мислам дека нас ни недостасува, а вториот е планирање. Тие се две основни компоненти кои што се значени за понатамошно согледување на тоа што ние имаме и со што располагаме и како со тоа со што располагаме понатака ќе се однесуваме, односно како ќе го развиваме, односно што ќе значи тој културен развој на национално, па и на локално ниво овде каде што и живееме. Сакам да кажам дека планирањето не е нешто ново кое што не е нешто старо, се јавува во 20-тиот век, поготово негдека во 50-тите години се јавува како да речам инструмент и тој културен развој подразбира планирањето всушност како инструмент, значеше и отварање и планирање на институциите. И во 60-тите години... Што ќе те прекинам, но за да се влезе во една фаза на истражување, за да се планираат некакви културни политики подолгорочни, треба да има некакви појдовни тези. Кои се според тебе појдовните тези, што фали? Мојата појдовна лична теза дека фали, и втора работа, во кој правец ќе не одведе тоа, дали ова што на почетокот го начнуваш, на почетокот на пред да ги фрлиш твоите тези на масата, да не е тоа, мене тоа ми личи вака на прв поглед како етатизација на културата. Значи планирање на институции, дали ти институции ги гледаш во чисто за затоа што етатизација на културата е сосема спротивно од она што јас го застапувам и која што е моја теза. Мојата теза е дека всушност културниот развој се планира и го планира и е во рацете на граѓанинот и дека единствен денеска културен развој е возможен преку граѓанскиот сектор и активното учество на граѓанинот. Она што јас се обидов да кажам е што се случува и кои се тие основни компоненти кои што иако се јавуваат во 50-тите и 60-тите години, ние како да сме ги заборавиле и планирањето е планирање кое што е и дел од граѓанскиот сектор, па на крај краишта и ние планираме како ќе настапиме и што сакаме. Проблемот во оваа земја е што не се планира, односно она што се планира, наводно започна да се планира, пред се според мене има погрешен метод на планирање, пристап, што не вклучува учество на граѓанинот, односно креирање на една политика која што е без учество, односно партиципација, како што се милува да се каже, на самиот граѓанин, и затоа се креираат тие декларативни, како да речам, политики кои што не се достапни за самиот граѓанин. Значи, мојата теза е таа, а јас само сакав да укажам дека планирањето се јавува во 60-тите и се формулираат или се формираат тогаш за прв пат Министерствата за култура како институции кои што би ги регулирале овие процеси, кои што се еден од нив е и планирањето на културниот развој, односно еден поширок систем кој што го опфаќа секојдневното живење. Добро, и тезата е дека, од тоа што можев да го слушнам и од Искра и од тебе, дека државата
формално планира, но дека во суштина таа не ги вклучува погледите на независната културна сцена, ниту пак го вклучуваат граѓанинот директно во тоа планирање. Не го имплементира таа на некој начин формално го. И да, не, вака, јас мислам дека вклучувањето на граѓанинот исто така е декларативно. Мислам дека методологијата е погрешна според мене. Мојата теза е дека граѓанинот треба да биде вклучен од самиот почеток на креирање на било каква стратегија или план, а не да се консултира или да биде консултативен некаков си субјект, консултиран субјект. Меѓутоа треба да биде активен субјект кој што ќе биде креатор на самата стратегија. А работата денеска кај нас што се прави е обратниот чекор, односно се прави една стратегија, се подпишува некаков документ и некакво планирање, се пишуваат убави реченици со извонредни синтагми, кои што всушност до душе некој конфузни, кои што може секако да се прочистат, некој писмен да седне и да ги прочисти. Меѓутоа сето тоа проблемот е дека тој партиципативен метод нуди поинаков пристап во креирање на сам било кој културен развој. Што подразбира тоа? Подразбира дека ние нема да бидеме прашани дали ни се допаѓа таа стратегија од кога ќе биде напишана, него напротив претходно ќе бидеме консултирани кои се оние модели кои што сметаме да треба да бидат развиени и истите тие понатака да се разработат од овој, како да речам, од врвот на оној кој што ги координира тие работи, односно Министерството за култура. Добро, фала ти многу. Ќе се вратиме, ќе ги расчлениме, потоа ќе разговараме за тоа што е понудено и колку тоа се разликува од реалните потреби и од тоа што е напредок, го одразува напредокот во општеството, а секогаш треба да се угледаме и на тоа што се случува околу нас, а не да живееме во некоја стаклена зона. Кориеме курфлясим пречитетарен ташти. Рамаданија шти кючур еден на структура мјафт левизија иницијатива читетара, та цилат јан платформа мјафте джера хоризонтале. Са и паркет контексти та сфера скултуроре. Ку джендет моменталис читетари. Са иницијативат е катила си јадро, а поеде си пюка, си нисма, прекин деритек си тафем интереси и ти културор. Каде се губи граѓанинот? Дали е толку доминантен тој јавен дискурс, прво на невкус и на кич што се сервира, несреќните политики на државата во контекст на тоа што треба да се ајде да не речеме субвенционирано поттикне за да може да живее и некој антипод на невкусот и некултурата, и колку граѓаните се ориентираат кон вакви независни форми на уметноста. Сајан те интересуар, чка и демотивон, се сигури ќе да констатуем се јанта. Do të thonë qytetarët tash mas shumë të janë të hupë në Facebook, do të thonë. Para s'kishin shtetë dhe s'kishin media, po tash e kanë Facebookin edhe ajo i vend si një balancim i krejt asaj. Shaka me një anë, unë do kisha dasht me fol prej pykës. Ti e di, do me thonë, si antari pykës edhe Edmundi Sedati Semi edhe krejt tjerë, do me thonë se njëna prej punëve edhe vrullit madh kur e kemi formu pykën, ka qenë jo vetëm me atë që mos miremi me politikë, po edhe që politika mos miret me neve, po ka qenë edhe njëra prej me identifiku fushat edhe sferat me cilat nuk miret politika jo, në generalisht, do me thonë në shtet, po sidomos ajo pjesa jonë shqiptare. Njëra prej punëve, do me thonë, përveç disa punëve tjera shumë me cilat nuk miret, është edhe kultura. Ne mendojmë, do me thonë, se kultura është një punë me cilën pa tjetër duhet miremi, edhe nëse si prioritet, do me thonë, kur në rok uria, apo kur në rokin probleme tjera ma të rana edhe ma të përdiqme se kultura, nuk në duket se kultura është edhe aqe rëndësishme, po në e kemi bo si mision, dhe në fakt ideja për organizimin e këti debatit përbashkët sot me spykës edhe jadrës është muk jo, dhe më thonë që ne të miremi pak edhe me politikat kulturore. Shka si më i afert në falë, një subversion diskursiv. Thuaj që nuk është e rëndësishme, mirë po
u shpenzuan pothuajse gjysmë miliard euro për kultura, ta themin thosha. Po, do me thonë identifikimi. Se pak miliard euro se po troshja, ne e tokun beznaçe. Po, gjithmonë kur diçka do me thonë mbetet në hije, ajo hija është shumë vend i përshtatshëm, do me thonë për diken me vopare, për diken me flete, tjera me ratë. Si do qoftë, do me thonë, desha ta vazhdoj atë, me këtë misione dhe me këtë qëllim, unë për vete e ndi vetën si njëri prej themeluzve të Jadros, ku me Iskrën, do me thonë, gjithsesi me kontrapunktin, me lokomotivën, me Biljanën edhe me 10 organizata tjera respektabile që punojnë në fushën e kulturës, qysh në vitin 2009, unë atër isha përfaqësues i shoqatës botuesve shqiptar, iniciuam që të formohet diçka që ketë bashkarisht, do me thonë, ne ishim disa njerëz që e kuptojshme aktivizmin ton, sikur me ja thi hund shtetit. Me ja thi hund shtetin në aspektin edhe të asaj që jo veç, do me thonë, me prodhu kulturë ose me uorvat me prodhu kulturë, po edhe në aspektin asaj që me shti shtetin që atë kulturë të cilën e prodhon, e financon, apo e sponsoron, të miret parasysh edhe zëri i organizimit civil para se gjithash. Ajo që nisa të tregoj është për shkakun e afërt edhe të këtij debati, po edhe të krejt këtij kontekstit ku Jadro, do me thonë, veç ma ka pjesëmarrje aktive, besojmë më vonë do kyçet edhe pyka, është sjellja e strategjisë së re për kulturë. Strategjia e re për kulturë, do me thonë, neve na duket ndoshta pak si muhabeti i sonte, na duket pak si i thatë edhe pak si i lartë, po ajo është shumë me rëndësi, pasi strategjia për kulturë krejt ato, do me thonë, edhe në publik që mirën me kulturën e dinë se është i rëndësishëm për 5 vitet e ardhshme. Zakonisht atë që e shpjegoj pak edhe Iskra dhe Biljana, këtu te ne ato strategji sillen sikurse ligjet evropiane që votohen në parlament me një shpejtësi maramense, po të njëjtat asnjëherë nuk implementohen, bile edhe nuk ka tentativë që të njëjtat të implementohen. Por ajo që ne dojmë me këtë rast me bë është që ta lajmërojmë këtë strategji me gjithë ato përparësitë e veta, defektet e veta, si dhe implikimet e shumta që mundet me i pas për jetën kulturore të gjithë qytetarëve në Maqedoni, e sidomos për atë pjesën e decentralizimit, që është shumë me rëndësi, domethënë edhe për politikën e shqiptare, ku as pak nuk shtjellohet, domethënë edhe në 5 vitet e ardhshme, kur gjon nuk ka me pas më të decentralizuar në aspektin kulturor, as Tetova, as Gostivari, as ndonjë qytet tjetër në Maqedoni, por edhe të paraqesim se aty ka një tendencë për etnocentrizim, apo një tendencë për atë që kultura e Maqedonisë të perceptohet vetëm edhe enkas si kulturë maqedonase. Do me thonë, në atë strategji, unë me këtë rast publikisht kisha dash, do me thonë, të lajmëroj, pasi e kisha njërën prej obligimeve në imën të Jadros të shqyrtoj atë strategji, është se aty ka, do me thonë, përmendet Maqedonisja si lingua franca e kulturës, përmendet, do me thonë, bashkëpunimi me kulturat tjera slave, por as pak nuk është i përfshin, do me thonë, as specifikat, as veçorit, as prioritetet e kulturës shqiptare në Maqedoni, bilet njëjtat nuk identifikohen as si të veçanta. Pas kësaj, do me thonë, du të kthehem prapë te Jadro, me tregu se Jadro është një organizim faktikisht federate punonjësve dhe organizatave kulturore. Na këtu me vete kemi sjellë edhe broshura për ngjarjes të fundit që kemi pas, që është të pranishëm në arsye, janë të përkthyme në Shqip, ashtu që çdo kush mandej mund të marrë edhe prej këtu, më afër mund të njohet në atë se çka është Jadro. Ajo që më këtë rast besoj edhe Iskra do e cekë më vonë, është se ne kemi shpallje për antarësim, në cilën do me thonë mund të marrin pjesë organizatat që miren me kulturë, por edhe në individ të veçum, edhe të marrin pjesë se kjo është një tregim edhe një rrëfim edhe një organizim për të cilit ne mendojmë se shtetet e vogla dhe shoqëritë e vogla, sikur se është kjo e Maqedonisë, mendojmë se është një përgjigje e duhur për zhvillimin e jetës kulturore. Skena e pavarur kulturore nuk synon, do me thonë, vetëm të pavarësohet për shtetit, nuk do me thonë që nuk do marrin ato persona, apo ato njerëz të cilët miren me kulturë të pavarur, nuk do me thonë se nuk marrin pare prej shtetit, po do me thonë se për kontentin e tyre, për mbajtjen e aktivitetit të tyre, ata janë të pavarur prej asaj që quhet shtet apo struktura të politikës, dhe mendojmë se ky rrëfim që veç më ka avancu, sidomos në Kroaci edhe në Sloveni, tash me të madhe ka filluar edhe në Bullgari edhe në Greqi,
janë disa zanafilla në Serbi edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Mendojmë se edhe te ne jemi në atë fazën e nismës, është mirë si organizim, sidomos që prej këtu mandej mund edhe të këmbejnë edhe përvoja të ndryshme për aktivitete kulturore, por edhe rjetëzim i krejt këtyre organizatave dhe individve për me mujtë bashkërisht, do me thonë, me thith prej fondeve evropiane e tjera me ratë. Ju faleminderit. Faleminderit, Ramadan, për këtë. Do ta konsideroj si hyrje, do të kemi edhe një raund pyetjesh me ju. Që dozvolite ushted në runda prašanja do uvjete koji ćete se sjednati na ova strana na masata, pastaj do të hapim muhabetin edhe nga ana tjetër e tavolinas. Kisha dashur që të kyçeni me pyetje dhe me komente tuaja lidhur me këtë që do ta dëgjoni. Sigurisht se mund të pyesni drejt për drejt edhe pjesëmarrësit në diskutim. Во главном се согласувате во една работа. Пристапот во стратешкото планирање во културата е од горе надолу, значи се нудат решенија, не се прашуваат граѓаните, ниту независните културни дејци за стратешките приоди во културата. Рамадан ги спомна и нефункционалната децентрализација на културата, етноцентричниот пристап кој што продолжува да се нуди, илустрирајќи го со поставувањето на македонскиот јазик и културата што гравитира околу македонскиот јазик како лингва франка, соработка со многу други словенски, условно речено, држави со култури кои што се од тоа јазично подрачје, но никако или многу малку со другите албанскиот речиси да е заборавен и албанската култура во тој контекст на државна стратегија. Би сакал да ве прашам дали ова што го видовме како пристап, таа етноцентричност, таа идеологизација политичка, таа етнизација на културата која што се понуди преку тоа што го видовме како еномно трошење на средства и изградба на разноразни споменици, енциклопедијата несреќна која што ја објави Ману 2007 година беше, чинам. Дали тие постулати ги препознавате и во новата стратегија и што е тоа што не е понудено? Што е тоа што го гледаме во светот како културен тренд, да не го гледаме кај нас? Може само да кажем, да. Не, затоа што мислам дека главниот, јас сметам дека ќе имам излагање, па и во однос на тоа се спремив. Така беше, но Петрит не сече, затоа... Ако нема веза, мислам јас од своето излагање ги одвојувам овој дел кој што е у контекст на ова што го зборуваш и мислам дека сакам да се вратам чекор поназад од све ова и да кажам дека ние забораваме дека постојат методи на креирање на нештата. Сега, јас сакав исто да зборуваме овдека и да зборувам всушност за еден метод кој што сметам дека и правилен, односно според мене, еден од пристапите кои што ние овдека треба да ги превземеме, а тоа зборува за еден метод, например, како се ствара културната политика и на ниво на Европската Унија. Тоа е територијално концептуализирана културна политика. Што тоа значи? Тоа значи политика која ја зема во обзир територијата на целата земја. Тоа значи плуралност, така, инклузивност на сите оние кои што живеат таму, односно се заснова на факти, на истражување, на ситуации, на потребите на различни популации кои што живеат во целата таа територија. И овој модел се нарекува всушност територијално концептуализиран модел на културна политика. Наспрем оној модел кој што ние го гледаме, и тоа е вториот модел кој што се зима, тоа е всушност онаа политика која што ја гледаме, која што не се грижи за културата на целата територија, меѓутоа се грижи за културата на еден доминантен етнички, како да речем, доминантена етничка група, и таа е всушност другиот модел на културна политика, односно етнички концептуализиран модел и културна политика. Кој што го гледаме според тебе, според мене го гледаме овдека,
кој што сака всушност и има за цел да изгради еден национален културен идентитет и располага всушност со тоа кој што се нарекува градење на културен идентитет базиран на нормално етнички кодекси. Мислам дека тука е првиот и погрешниот пристап што ние не разговараме дека сакаме да го превземеме тој модел кој што сметам дека е европскиот, иако тоа може да биде и погрешно сватено, но меѓутоа европизација на културата во смисла на плурализирање, во смисла на она што денеска всушност и ние сите сакаме да го градиме, тоа е инклузивност, тоа е интеркултуралноста, не мултикултуралноста во смисла на граничност. Постојат некои култури, ние ги познаваме и тие се тука, меѓутоа нема мешање и препознавање, меѓутоа другиот модел на транскултуралноста или интеркултуралноста, тоа е втората работа и мислам дека уште нешто имав, дека се земаат, дека тоа е всушност зачетокот и развојот на било каква понатака политичка пракса и било каков понатака диалог во однос на тоа како да се гради таа алатка што ние нарекуваме културна политика. Зашто зборувам? И сметам дека доколку овие два концепти не се разложат, доколку ние не сватиме дека треба да го превземеме оној модел кој што јас велам дека е територијалниот модел, кој што е инклузивниот, плуралниот и оној кој што се базира на разноликост, кој што она што и во Европа сите ние знам дека мислам во Европа се зборува или е еден од главните основни стратешки цели, мислам дека понатака ние само ќе тапкаме во место и ќе зборуваме за некои, не знам, чекори кои што се прават како стратегија, која што во себе има флоскули, која што е декларативна, која што не знам, само ги шминка и козметички ги препарира, да не речам, они елементи со кои што не сака јавно всушност за кои што не сака јавно да зборува. Мислам Да, мене ми е сосем јасно ќе видиме што во тој контекст тоа во тој контекст и само сакам да кажам дека ова што сега го зборувам како модели ние го имавме разговарано во една отворена јавна дебата во град Скопје, каде што всушност и го понудивме овој територијалниот модел на концепирање на културата и развојот на културата во Македонија, меѓутоа и на локално ниво. Значи, сакам да укажам дека овој модел е партиципативен, инклузивен и сметам дека почнува од граѓанинот и е за граѓанинот, затоа подразбира плуралност во односот, и дека они исто така на декларативно ниво рекоа да, гласаме, ќе биде, како да речам, усвоен и можеби имплементиран на ниво на еве општина град Скопје. Што понатака ќе се случи со тоа, јас навистина не знам, меѓутоа декларативно се прифаќа моделот. Усвоија. Добро. Искра во овој контекст, ајде сега не сакам да го карикирам муаветот, но колку се граѓаните спремни, условно речено, ајде спремни за да учествуваат во ова, можеби оваа пасивност не е толку последица на недавањето можност на уметноста, затоа што уметноста секогаш си го наоѓа како нели водата си го наоѓа патот свој да избие на површина, но колку е тоа поради можеби и неспремност на граѓаните за да си побараат тоа што им следува, каде во тој контекст ќе се најде граѓанинот во некој таков модел и да не карикирам, ама може да се случи што сакаме концерт на Цеца. Што правиме тогаш? Да. Како да се влезе во, но сепак бавењето на поголемата група граѓани со мас формите на условно речена уметност не може да се пренебрегне. Како да се влие за граѓанинот да разбере дека овој дел на конзумирање на култура е исто така многу важен? Јас секако
и тоа постојано го повторувам, не би исклучила нашата одговорност за сликата и пейзажот во кој што живееме. Се разбира, секогаш е одговорен кралот, најодговорен, оно што владе, мислам, и структурата на моќ. Но, сепак, многу е важно, тоа го кажав и на самиот почеток, колку заедницата, граѓанинот, дел од пошироката заедница, има капацитет да развија стратегија на отпор, како што рече Билјана, да го испланира тој отпор и да влијае врз владетелот. Што и да значи тоа? Низ пример на вашата работа, бидејќи ја познавам и организацијата подолго време, имаше навистина многу, да не ги наречам светли моменти, но и периоди на дејствување каде што навистина во тие простори каде што работеше, ние можевме да гледаме како нешто ново се создава и како се менуваат перцепции и свесност на луѓе. Значи... Што би препорачале за воиднина? Истото прашање и кон Рамадан, пара се тан зирем муабетин га Јоанета Валинец. Значи, јас би, тешко ми оди ова со препораки, со готови такви модели и препорачувања, но чисто како искуство од она што до сега се случувало, мислам дека клучниот проблем, и тука ќе се надоврзам на приказната за културниот идентитет, како ние го градиме културниот идентитет, е што повеќе будност, да бидеме будни, да ги вклучиме сијаличките перманентно на критичко, не само мислене, туку и действување, перманентно критичко действување, рецепција критичка на сето она што се случува, храброст да го артикулираме она што е перцепирано и во однос на културниот идентитет, значи да ги најдеме сите можни, а постојат модели на одлепување на тој етнички концепт на културен идентитет, бидејќи кај нас има монополизација не само во однос на етничката димензија на културниот идентитет, туку и врз класната, врз политичката, секаква. Мислам, јас би ставила, затоа што мислам дека тие нешта се врзани. Мислам, етничкото, класното, значи, неолиберализмот ни ги наметна сите тие диференцијации во кои што ние чувствуваме една, како да речам, една магма, не знаеме што е што, а тие се мешаат едно со друго, значи будност и диференцијација и борба против инсистирањето само на во ово општество, зборам особено, ама тоа мислам дека се случува и во Европа, инсистирањето нели на тие на читањето на културните идентитети и действувањето во социокултурниот контекст само врз основа на тие етнички принципи, петрифицирани, монументални идеи за тоа што значи култура, што значи идентитет и што значи културна практика. Значи, кога ќе се надминат сите тие замки во креирањето на идентитетот и действувањето во социокултурниот контекст, тогаш ќе се ослободиме и нашите, така го нарекуваме овој настан, искуства на слободата, ќе станат нема да останат само на хартија или на 3-дневни настани, туку ќе станат нешто што постојано ќе се шири како некој, не знам, во позитивна смисла ќе се шири како некој ризом низ сите пори на действувањето. Значи, немам готов модел како треба тоа, туку мислам дека ни е потребно малце да излеземе од апатичниот конформизам, во кој што мислам дека ни е комфорно во таа апатија во која што живееме, да излеземе од резигнацијата и да артикулираме многу попрецизно како ќе се бориме. Кои ќе бидат нашите стратегии на отпор и на борба против она монополизација, декоративност и монументалност која што сега ни се нуди, а празнина, всушност, огромна празнина. Do thotë, nëse mund të bëj një sublimim, dalje nga apatia, sa më shumë vigjilencë dhe sa më shumë punë në kontekst të sfidimit të asaj që po na ofrohet, që është një si të themi dukuri pak sa amorfe, mirë po e cila ngadal me amorfitetin e saj po glabron kontekstin kulturor. Ramadan, cilat janë eksperiencat e liris të cilat ti do t'i veje si postulatet të progresit kulturor? Po, pra punë më të
kisha dosh prap ta konkretizoj shumë shkurt mohabetin mos t'ja marrim. Ja, mundemi edhe diçka prej këtu të marrim si publik. Unë kisha dosh me nda një përshtypje, ajo është se në Maqedoni ka më shumë, domethënë, eksperjenca të skenës së pavarur kulturore dhe iniciativa të ndryshme, sesa ato që dihen apo janë prezente në publik. Sigurisht, përket ka faj krejt kompleksiteti i shoqërisë, domethënë prej mediave deri tek shteti, po edhe vetë këtu, domethënë vetë ky vend ku ndodhemi, kjo është një eksperiencë par excellence dhe shumë e mirë, domethënë shembulltyr për një vend kulturor ku unë ku pas rastin domethënë të përcjell aktivitete shumëta dhe këtë ka vënë në bazë një OJQ, një organizim qytetar dhe një iniciativë pra ODA. Ne kësi vendi nuk kemi në Shkup, domethënë edhe këtë nuk duhet me na ardhë marrë me ecek si fakt. Ose për shembull Saladini, domethënë Saladin Saliu, poeti jon ka arrit të përkthehet në gjermanisht. Unë ku pas rastin domethënë shoh revista ndryshme letrare na për panaire të librit si thojnë me gjyksin e vet, me mundin e vet, ose Fatosi që është këtu tash frik kishte koncert domethënë të muzikës serioze me të cilën domethënë realisht mund konkurrojmë në botën shqiptare, jo vetëm domethënë brenda Maqedonisë, po edhe me tjerë në Shqipëri edhe Kosovë, shumë eksperjenca të tjera domethënë që ndodhin këtu në Gostivar. Ne kemi pa edhe në Maqedoninë lindore, unë me Iskrën domethënë ishim në Strumic, në manastir me prezantimin e Jadros, ka shumë jetë kulturore dhe kontent dhe prodhime kulturore të cilat disi nuk janë të shënume, apo nuk janë publik, apo nuk janë të formalizume. Ne si Jadro mendojmë se nëse arrihet kjo, domethënë sa më shumë sende prej këtyre, sa më shumë gjëra prej këtyre të hinë në defter, atëherë mendojmë se kjo dështoi edhe forcën tonë, por edhe potencën tonë. Por atë që thamë është me rëndësi, unë besoj edhe në kulturë, por edhe në fusha tjera, është se ne si njerëz, si qytetar, e kemi patjetër t'ja thejmë hundë shtetit që të na ndëgjojë dikush. Faleminderit shumë. Mendoj se kemi mjaft teza dhe pika të cilat mund t'i diskutojmë lidhur me atë se si krijohen dhe si zbatohen politikat kulturore edhe në nivel kombëtar por edhe në kontekstin lokal. Ja, disa ere përmendëm Salajdinin në muhabet, nëse ke ndonjë koment rreth asaj, unë kisha dashur pak edhe po të mundesh ta konkretizosh në aspektin se si kjo reflektohet në Tetov. Kishte unë sa jam informuar edhe projekte për hartimin e politikave kulturore të Tetovës. Imаше и проекти кои што беа за исцртување на културните политики во Тетово. Тие проекти, како и другите, се прилично декларативни, остануваат претежно на хартија, често пати во процесот на креирање не ги вклучуваат токму поважните и поистакнатите културни дејци, невладини организации се креираат од прилика во кабинети. Си фримон në këtë kontekst skena kulturore në Tetov, keni ndonjë eksperiencë apo ndonjë rrugë të cilën e kishit ofruar? Mirë, do flas shqip se ma mirë e artikuloj mendime se du t'i përkthej. Kështu do me thënë, nuk është se i kam ndjekur shumë përpjekjet për të krijuar, do me thënë, një politikë kulturore në rrafshe lokale. Gjithashtu nuk është se edhe na kam pyetur ndonjëherë. Sigurisht i kam ndjekur praktikat në vende evropiane se si zhvillohet, do me thënë, se si stimulohet kjo sferë kulturore në rrafshe lokale. Megjithatë, të thënë drejtën, nuk ka pasur edhe shumë interesim. Prandaj doja që të flisja pak në plan më global, në rrafshin e Maqedonisë. Të thëmë drejtën, ka një kohë gjatë që sikur s'kam shumë dëshirë të flas për këto probleme, ka 20 vjet që po flas. Unë këtu kam marrë vetëm për shkak të miqve të mi, domethënë Ramadanit, Iskrës, Petritit e shumë të tjerëve që janë këtu. Sepse, si vetëm zëri jonë ka qenë një zë i të vetmuarve në shkretetir, vox, si është ajo Clamantis in deserto, kuptim. E para këtu, për shembull, nuk kuptohet një gjë që ne vazhdimisht e kemi theksuar, domethënë që edhe në debate tjera
si me thonë, mes intelektualve shqiptarë dhe Maqedon, që ka qenë edhe nga një nismë shumë korekte, shumë, si thua, shumë qytetare, duke u nisur nga ajo logjika që bëhet diçka siçën, domethënë, të jepet hapësirë më tepër asaj që quhet vetdi urbane, edhe të shmangat e që quhet vetdije folklorike dhe mitike që dominon, si thua, domethënë, sferën kulturore. Megjithatë, për momentin unë mendoj që përsëri kemi ngulfaqet kësaj vetdije urbane dhe, si thua, kemi stimulim të asaj që ne quajmë vetdije folklorike përse dhe qasjes që ka ndaj kulturës. Nuk është marrë parasysh asnjëherë një realitet shumë konkret, një realitet që Maqedonia është shoqëri shumë kulturore dhe si e tillë, domethënë, është një shoqëri e bukur, sepse ka më tepër ngjyra, më tepër kulturë. Kemi si thua një situatë kur Maqedonia nuk ka asnjë tendencë për të krijuar një ambient, si thua, interkulturor, ku kulturat do jepnin për njëra tjetrës, do merrnin dhe do krijoheshin, si thua, shpeshherë edhe vlera që do të ishin jo vetëm kombëtare, po suprakombëtare, domethënë ose supranacionale, që kjo, për mendimin tim, në këto rrethana si funksionon politika, si përpilohet politika kulturore, kam përshtypje se nuk do të vijë edhe një kohë gjatë. I nxorra disa gjëra kështu për të diskutuar dhe mendoj që politika këtu po krijon ishuj edhe në mes kulturave kombëtare, domethënë. Dhe e ka përjashtuar një postulat që është shumë i rëndësishëm, domethënë që e potencon dhe Taylori, që thotë çdo komunitet ka drejt të besojë se kultura e tij është e vlefshme. Për momentin, domethënë, kur e përjashtojmë këtë postulat, njerëzit kur tentojnë tjetrit që ja marrin të drejtën të besojë se kultura e tij është e vlefshme, domethënë atëherë kemi si thua tendenca dominimeve kulturore. Tendencët e dominimeve kulturore krijojnë, si thua, antagonizma të frikshme në shoqëri. Antagonizmat e frikshme në shoqëri, domethënë, pastaj krijojnë dhe tensione në shoqëri. Dhe po ta marrim holl, domethënë, çdo problem po na del nga kultura. Domethënë, tendencët e këtilla që janë etnocentrike, ku çfarë thjesht prodhojnë antagonizme dhe antagonizmet pastaj thjesht prodhojnë edhe konfrontime. Dhe ata që tentojnë të shuajnë këto tendenca, unë i kam quajtur shpesh herojtë e kohës sonë, sepse thjesht duan të krijojnë një ambient më të bukur, më të mirë për të qetuar. Tjetër, për shembull, për sa i takon kulturës, domethënë, kulturë gjithmonë funksionojnë dy forca. Ndukje antagoniste, por në thelb janë shumë komplementare. Domethënë është forca konservatore, ajo që e lidh me të kaluarën. Domethënë një kulturë ka, si më thënë, komponentën e së kaluarës, i ka mitët e tjere, se kultura si përkufizim është shumë e gjë, dhe forca kreative, domethënë shpirti kreativ. Sigurisht të ne ngulfatet ky shpirt kreativ dhe kam përshtypje se politikat kulturore tek ne, në vend që ta stimulojnë demokracinë, të ne ngulfatin demokracinë. Për sa i takon institucioneve kulturore, unë mendoj se këtu ka humbur ajo që quhet autonomia e sferave. Ç'do të thotë kur humbet autonomia e sferave? Atëherë kur të gjitha institucionet në një farë mënyre veprojnë dhe futen në një tutelë shtetërore, dhe kjo prodhon atë që ne quajmë ketmanizim, ose që është llafmilloshi, domethënë njerëzit stimulohen ata të cilët nuk mendojnë me kokën e vet, ose stimulohen ata ose ketmanët, domethënë që mëson ti përshtaten një atmosfere, ose si thua, domethënë e thon ato që nuk mendojnë dhe mendojnë ato që nuk e thon. Në një farë mënyre e shndrojmë një shoqëri, futemi në dimenzionin e hipokrizisë dhe unë mendoj që ne jemi një shoqëri e hipokrizisë. Një shoqëri e cila fatkeqësisht, domethënë, i mungon dialogu dhe bashkëpunimi. Janë këto, si më thonë, që si sonte që bashkë bisedojmë, por janë shumë të shpeshherë, domethënë, shumë pakta dhe shumë pak impakt kanë në shoqëri. Si thua, ai komunikimin mes njerëzve të kulturës që do t'i prezantojnë pikpamjet e tyre,
pa bërje qejfesh. Më thonë, nëse unë do ta kundërshtoj si thua qasjen e Iskrës, nuk është të thonë se unë e urej Iskrën, thjesht do të thonë qëllimi është që të krijojmë një ambient më të mirë për të gjithë. Pra, në një farë mënyrë të mos e përjashtojmë tjetrin, por tjetrin ta shohim si një lloj plotësimi për vetvetet. Dhe realiteti këtu është ky, domethënë që demonizohet tjetri për ta konsoliduar vetvetet. Politika, domethënë e tanishme që është bëhet me qëllim ta demonizoj tjetrin për ta konsoliduar vetveten dhe kjo sjell, si thua, përfitime politike në anën tjetër, por janë shumë afatshkurte, sepse i krijon këto antagonizma shoqëri që janë të frikshme dhe, si më thënë, nesër mund të krijojnë shumë gjëra të padëshirueshme. Edhe ka që ta përfundoj, domethënë, e mira e këtij takimi dhe takimeve të këtilla është, domethënë, që thjesht filloi të funksionojë ajo që ne quajmë vetdi urbane, kundrejt asaj që është vetdije shumë folklorike. Për momentin ne kemi vetdije shumë folklorike, kiçiste, bile dhe kiqe nuk janë, se kiqe është i bukur. Kiqe është nus produkt, është reprodukim, domethënë shpesh është kiqe është i bukur. Jo për herë është shumë, po ja është vetdije shumë mitike dhe shumë folklorike. Të faleminderit shumë Saladin, edhe čisto da sublimiram дека однос на локалните културни политики прилично голема незаинтересираност, но и не се прашуваат локалните културни дејци за тоа што ќе се случува на подолг рок во културата, но сепак Саладин се задржа повеќе и на еден поглобален, тоест на националниот контекст на културата, дека веќе 20 години зборуваме, дебатираме и за жал сега поголем мотив е да се видат личните пријатели и да се помуавет и да се олесни душата, отколку да се најде некакво чаре во овој прилично демотивирачки општествен контекст, и дека гласот на културните дејци се чувствува како осамен глас во пустината. Тоа за кое што често пати го забораваме да го наметнеме, а тоа за кое што и зборуваме често пати е како да се поттикне урбаната култура наспроти фолклорниот, митскиот или фолклорната, митска или етносвесноста во култура. Саладин вели дека секоја култура се базира прилично од една страна на минатото, на митовите, традицијата, но ја состои како втора важна компонента креативниот дух. Тој доживува дека креативниот дух бива прилично убиван на сметка на тоа што се митови, легенди, традиција, фолклор. И затоа не достига урбаниот дух, урбаната култура, а се повеќе доминираат овие други форми, и дека политиката преку овакво наметнување на ваков тип на култура создава острови на култури кои што не комуницираат меѓу себе, дека прилично во тој контекст ние забораваме, борејќи се за своето мало парче култура, да создадеме еден интеркултурен простор кој што ќе создаде една супранационална култура, значи не култура на македонците и албанците, туку една култура на Република Македонија, и дека во однос на тоа, во рамки на институциите, чувствува една губење на културната автономија на институциите, тоест нивна утилизација и употреба во политичката сфера, или тоа што Милош го нарекува кетманизација, или се создаваат луѓе кетмани кои што го зборуваат тоа што не го мислат, а не го мислат тоа што го зборуваат. И но за крај како завршница на неговото размислување, дека токму ваквите средби послужуваат како места или оази каде што овој интеркултурен контекст може да заживее. Но се то сублимова мир, бесој се а тој шин парафрасиштато пика. Јас пак ке се, но се
Keni edhe dikush tjetër të thot në një mendim lidhur me urdhërave? Po, si. Realisht një shokë më pranuar, kjo nismë është personalisht e quaj tepër të rëndësishme dhe të mrekullueshme, për shkak se me farmonire krijohet një kundërvënie ndaj gjitha atyre diskurseve socialiste që i kemi të pranishme gjatë kohë këtu në Maqedoni, ekzistojnë edhe disa keqkuptime elementare, për shkak se shpeshherë imazhi që e krijojnë institucionet realisht bën që ose të fekeshizohet institucioni ose të demonizohet institucioni. Këtë rast shembull ta marr rastin e Ministrisë së Kulturës. Për shkak se gjithmonë është udhëhequr me politika të cilat i kanë takuar një mendësie socialiste, edhe të shqiptar por edhe të maqedon. Realisht është krijuar një averzion për shkak se ato nuk ofrojnë diçka të re, një format të ri të menaxhimit apo të krijimit të politikave kulturore. Kjo është e para. Kjo është suaza e përgjithshme e institucioneve që, si më thonë, hija e secilëve vjen nga e kaluara, nga koha e komunizmit. Kjo është e para. E dyta, si më thonë, ne ende nuk kemi futur si qytetarë, qoftë shqiptarë, qoftë maqedonët, në atë fazën kur do të kërkojmë një pjesëmarrje shumë më të fuqishme në krijimin e politikave institucionale, për shkak se institucionet i bën njerëz. Mu më pëlqen, gjithmonë jam i thari i teorive të Karl-Popperit, korrigjimeve të pjesëpjesshme. Se me revolucione nuk bën gjë. Revolucionet më tepër sjellin në një farë mënyrë, sjellin kaos se sa ndryshohet diçka. Kjo është, si më thonë, një përvojë e cila është dëshmuar, edhe historikisht për kjo. E dyta, ekzistojnë, ne duhet realisht ta dekontaminojmë gjithë këtë hapësirë në cilën ne funksionojmë. Realisht ekziston një suazë përgjithshme në Maqedoni, por ekzistojnë edhe disuaza veçanta, gjusore, area gjusore, është area gjusore maqedone dhe është area gjusore shqiptare. Shpeshherë, gjitha antagonizmat krijohen pikërisht për këtë shkak. Për shkak se ne realisht duhet pranojmë se ekzistojnë dy kultura, megjithëse ekzistojnë edhe tjera, dhe kultura turke, kultura rome, kështu me radhë, por si më dominante në këtë rast, kultura shqiptare dhe kultura maqedone. Edhe në një farë mënyrë, konservohemi në përmbajtjet tona dhe nuk arrijmë të komunikojmë, pikërisht ato vlera cilat janë më të mira dhe ato të shërbejnë si njohje mes njëri tjetrit. Këto dje. Bariera gjusore normalisht që ekziston, por megjithatë ekzistojnë kanale tjera, format e përkthimit e kështu me radhë, për cilat mund. Kemi raste këtë drejtim, shumë krijues të shqiptarë, janë përkthyer edhe në gjuhën maqedone. Etër. Edhe një moment tjetër, në aspektin e konceptimit, të kultura, për ato që folshin Iskra dhe se jarova jemi se pat Biljana, po. Planifikimi i kulturës realisht bën pjesë në ato që thotë konceptualizimi i kulturës. Pa një konceptualizim nuk mund funksionoj, për shkak se kultura tashmë nuk është nocion elitar, por është një nocion shumë më i gjerë, që prek edhe në dimensione tjera të jetës së njeriut, dimensione sociale, dimensione tjera të jetës së përditshme kështu me radhë. Këto janë ato praktikat e reja, kulturore, cilat realisht duhet të instalohen në krijimin e politikave kulturore. E dyta, çështja e pluralizmit. Nëse ne nuk e hapim, pluralizmin kulturor, ne realisht, i japim dorë etatizmit shtetëror ose etnocentrizmit. Pikërisht, mungesa e pluralizmit stimulon, që njerëzit e politikës, aty ku grumbullohet fuqia, ta shfrytëzojnë kulturën për ta instrumentalizojnë fakt kulturën për qëllime krejtësisht ideologjike dhe përfituese. A që i tha dhe Salajdini, pajtojmë, ne vazhdimisht kemi shkruar për këta, po shumë pak gjëra kanë ndryshuar, duhet një impenjim, shumë më i fuqishëm qytetar, civil, në këtë rast, që të zhbllokohet, ki perceptim ose ki koncept etatist dhe etnocentrik i kulturës në Maqedoni. Maqedoni realisht, për shkak se
kultura prek shumë edhe në jetën demokratike, do më thonë teoritë moderne kulturore, e vendosin kulturën pikërisht do më thonë në funksionimin e jetës demokratike qytetare. Realisht kemi një ato që thotë Raimonad, do më thonë një totalitarizëm i të ndenjurit me një. Ky është problemi kryesor tash Maqedoni, që i prek edhe Maqedont, por edhe shqiptar. Do më thonë, përderisa edhe e definon shumë bukur, do më thonë. Përderisa ndodh totalitarizmi të ndenjurit me një, realisht do më thonë, nuk ka përmbajtje politike, nuk ka përmbajtje kulturore e cila mund të manifestohet në hapësirën publike, dhe çfarë mbetet? Mbetet vetëm të administrohemi. Dhe ne realisht në mënyrë perfekte administrohemi nga politika ose nga qeveria në këtë rast. Me projekte marramendse, marrëzisë që me siguri po të ishte edhe njerë gjallë, dhe më thonë, Erasmo i Rotterdamit do të shkruante përsëri, dhe më thonë, për Shkupin 2014, më thonë një projekt gati gjysmë miliard euro, i cili, dhe më thonë, financohet vetëm në gips dhe në figurat, dhe më thonë, realisht që ne nuk e dim të kuj kanë qenë dhe të kuj qanë realisht, dhe më thonë, do të ishte një debati pa fundon për atë se kush ka qenë, të kuj kanë qenë dhe të kuj qanë. Realisht, do më thonë, do të shirohet kultura prej këtij. Do të shifen, do më thonë, variantet alternative. Variantet alternative si presion ndaj strategjive shtetërore. Për shkak se strategjitë shtetërore gjithmonë kanë atë predispozitën për ta këshpërdor kulturën. Kjo është e para, do më thonë. Prej ku duhet fillohet? Duhet fillohet prej të diskursit. Do thonë, ndryshimet realisht fillimisht bën në diskurs. Për shkak se deri më tash të Maqedonë, në hapësirën Maqedone nuk e kam idenë se si është situata, por të shqiptar, konkretisht ka spre. Diskursi dominant në jetën kulturore shqiptarëve është folklorik, atë që e tha dhe Serajdin, mitologjik. Është diskurs i hallakatëve, që realisht do më thonë nuk i jep dorë, do më thonë tjerëve, njerëzve që janë më kreativ, të arrijnë do më thonë që të shtrojnë përmbajtje të reja kulturore, të cilat do të kenë reflektim dhe do të kenë impakt në jetën e njerëzve. Për shkak se edhe me definicione, kultura është gramatike jetës shoqërore. Mund ta përjashtojmë kulturën nga jeta shoqërore. Reflektimi i kulturës do të jetë, domethënë, prej te moshat më të reja deri tek njerëzit, domethënë, që janë më të rritë. Një sekondë edhe për shkak se unë habitem, domethënë, Ministrinë e Kulturës deportojnë projekte shqiptare, të cilat realisht domethënë nuk përfaqësojnë absolutisht asgjë për shqiptarë. Janë projekte absolutisht folklorike, projekte të anonimuzve e kështu me radhë. Tash nuk dëshiroj të presëm vetëm nga Ministria e Kulturës, domethënë presioni duhet të jetë shumë më i madh, domethënë që të zgjerohet kjo ki receptim për kulturë. Për shkak se unë çuditem domethënë në vitet 30 të shqiptarët ka pasur jetë shumë më çndosur, shumë më dinamike kulturore se sa sot që e kemi. Sot realisht nuk e kemi fare. Në përjashtim të ndalem nivel lokal, domethënë nivel lokal ka do qerthull, do zëra, është rasti me qendrën Loja, me këndin amerikan, cilët domethënë i kanë dhënë një frymëmarrje tjetër domethënë jetës kulturore këtu në qytet. Domethënë për fillim që ka sa mund. E zgjata pak si tepër, po. Napravimo samo plusa sublimacija na kritike počnemo od kraja, pa ќе дојдем до почетокот, дека треба да се почне со одменување на дискурсот. Случувањето или албанската култура е прилично заробена од митовите и традициите. Слично и македонската култура, па можеме да си речеме и скоро сите култури на Балканот. И дека во моментално културата не живее, туку се администрира од политиката. За ова предлага стратегии дека токму овакви случувања и независната културна сцена треба да биде антипод и преку конкретно дејствување да ја предизвика оваа инертна стратешка положба на културата која што се менаџира или администрира од политиката и од институциите. Почнувајќи од тоа дека ризикот на антагонизирање на етникумите токму преку политиката е се поприсутен во Македонија
и во контекст на тоа токму недостасува она што го спомна Билјана, планирање или концептуализирање на културата, бидејќи културата повеќе не е елитистички концепт, туку е распространета помеѓу граѓанството и затоа треба да тоа внимателно да се планира и да се постават некои постулати по кои што таа ќе се движи. Во тој контекст е испомната нели деконтаминацијата на културната сфера од политичкото и создавање на овие културни простори. Бесој са туе кише парафрасишт тмендуарит урдара тилутен ветен Фатос Люмани. Unë desha pak më konkretisht, edhe në monastika të shkurtra, e këse informacione dhe gjendjes kulturore të to, unë të në që janë nga shkurtra. Keni edhe atje një teatr privat, nuk e di sa funksionon teatr. Unë thash, më tepër jetoj këtu. Vitin e fundit, ndryshe nga erët e kaluara, në Tetov, kemi pas një jetë shumë më të bujshme kulturore. Sepse u arrut të ceket se ishte krijimi i 3 festivaleve të ndryshme. Festivali i teatrove, ku gjallëroi jashtëzakonisht jetën kulturore. Ishte festivali i filmit, në cilën kishte, kishin edhe regjisorin me emër botror Andamion Muratajni, i cili ishte prezent dhe për herë të parë festivalin e muzikës serioze shqiptare, në të cilën morën pjesë shumë emrat, emrat më eminent të muzikës serioze shqiptare. Pra kemi 3 festivale të cilët patën fillimet e simjetshme. Dhe gjithashtu simjet mund thomi që për herë të parë gjatë këtyre viteve kemi funksionimin e teatrit në një normalitet. Pra teatri i Tetovës nisi të funksionohë në një normalitet. Pra nuk mund të thomi që jemi në një amulli ose në një gjendje të palëvizshme këtu në Tetov. Tashi, kjo është paka shumë hyrjes dhe gjendjes Tetov. Gjithashtu kemi edhe nisma tjera, për shembull, cilët kanë funksionuar me kohë loja, gjithashtu shkolla e muzikës, koncertet të cilët mbahen në shkollën e muzikës, të cilët japin një lloj kështu. E dyta, unë kisha një pyetje konkrete për juve. Janë krijuar institucionet, realisht qendrat e kulturës, filharmonia, opera, teatrët e ndryshme, po flas për qendrat e kulturës më tepër dhe qendrat lokale të kulturës. A mendoni, si mendoni mund të hyjnë në punë ato? Se në qoftë se s'kan staf, paktën kanë objekte në të cilët mund t'i shfrytëzoni. Pra është një lloj administrate e cila është e instaluar aty. Si mund të hyjë në punë ajo në atë që mendoni juve? Dhe çfarë mendoni të ndryshoni aty? Kusë samo da sublimiram дека сепак фактот зели дека не е во тотална агонија културниот живот во Тетово. Оваа година имаше 3 фестивали, еден за театар, еден за филм, еден за сериозна музика за прв пат во Тетово, дека за прв пат театарот почна да живее всушност до Тетово онака како што треба годинава. И дека има уште неколку културни јадра или културни точки во Тетово кои што овозможуваат таков тип на условно речено невообичаени културни настани за Тетово. Тоа се центарот Лоја, исто така концерти кои што се одржуваат во рамки на музичкото училиште, но во прашањето до вас е постојат нели институции од филхармонија, опера и така натаму, но постојат и локалните културни институции како што се центрите на културата во секоја општина. Сега знаеме дека состојбата таму не е толку розева, тие центри често пати немаат кадар, но сепак постојат објектите. Како мислите дека во контекст на нашата борба, условно речено, може да се стават во функција тие
Може Искра, може и другите се. Да, ono što samo i една-две реченици би сакала да се надоврзам и на предходните излагања. Мислам дека навистина се поентираше тука во разговорот и бидејќи ние сме на некој начин собрани овдека да си ги провериме хоризонтите на очекување, да ги споделиме ставовите кои што гледам, дека поприлично се допираат и страдаат во овој кавкијански, гоголевски контекст во кој што живееме од истите болести и се поентираше во таа смисла што се кажа дека практично на некој начин, сега парафразирам, а тоа е и заложбата на јадро, значи наднационално да се организираме и во некои поинакви насоки да го испланираме нашето културно действување. Па во овој контекст би се надоврзала на тоа што го говорите, дека сепак има некаков иницијален живот на вон институционалната сфера во Тетово, но јас би рекла дека не треба се задоволиме со тоа. Бидејќи тоа се привремени такви точки и иницијативи кои што имаат трајање колку што трае еден проект. Ние би сакале да се залагаме за нешто значи подолготрајно, нешто што структурно и системски ќе биде дефинирано и ќе обстојува. Во однос, и тука сега ќе се надоврзам на приказната за институциите, како тие функционираат и за она за кое што ние се залагаме, значи создавање на некаков хибриден тип на институција, кој што би бил бидејќи гледаме дека институциите, буџетскиве институции поддржани или на локално или на централно рамниште, како и да е, дека се просто ги проголтуваат сите ресурси. Па би рекла и не само финансиски, туку и човечки на некој начин. Тие ги успиваат, ги лоботомизираат луѓето внатре кои што се. И луѓето од таквите институции немаат се улежани, народски кажано, и немаат иницијатива да креираат некакви нови перспективи на организацијско и на содржинско рамниште. И ние се залагаме за создавање на хибридна институција, што би значало партнерство и нов модел, значи партнерство помеѓу јавниот сектор и граѓанскиот сектор. Значи тоа е сосем еден поинаков нов модел кој што не го има толку често во овие наши балкански простори. Сега успеа во Загреб да се промовира еден таков модел. Се вика Погон, можете да го побарате, да го видите. Значи, модел кој што има поинакви, сосема поинакви методи на одлучување, на креирање на програма и на организацијска структура и кој што е поприлично ефикасен, кој што ќе се бори против, практично се бори против она за кое што тука се говореше вечерва, таа монополизација и партизација на некој начин, не би рекла политизација, затоа што политичкото јас поинаку го сваќам, ние еве и сега сме во еден политички контекст, мислам го сваќам аристотеловски како нешто што ни е нужно, туку ќе се бори токму за тоа, за местото на рамноправното место на граѓанинот и на граѓанското действување во јавната сфера. Исто така пошироко сватено. Рамадан урврон на këtë контекст, чка кише деш дишка ме коменту. Ке ти та иска да më јадро мендојме та зhvilloјме ashtu një model, do më thonë që mendojmë se është i rëndësishëm edhe për atë që pyeti Fatosi, por ne kemi pa, do më thonë, eksperiencat ndryshme. Për shembull, në Gjevgjeli ku teatri funksionon edhe është i hapur për bashkëpunim me ato iniciativa lokale që janë të pavarura prej shoqatave të ndryshme, ashtu që mund të bëhet në kombinim mes atij modelit hibrid që e përmendi Iskra, por edhe mes asaj që tash është trend në politikat kulturore, ajo është, do më thonë, javno-privatno partnerstvo, do më thonë, ku bashkëpunon, do më thonë, sponzori është
një firmë komerciale, ato iniciatorët janë sektorit civil, po objekti edhe ajo infrastruktura është pjesë e asaj që është shtetërore ose etatizuar. Mendoj se edhe ju është mirë që të ndjekni atë modele dhe mund të bëhen shumë sende, sidomos në vende ku sadopak ka infrastrukturë kulturore, siç është Tetovo. Биляна, не знам дали колку се расположени, еве си организатор на фестивал, одиш кај институциите им велиш не ми треба ништо, ми треба само просторот. Колку оваа стратегија може да заживее во вистинскиот живот, ете тоа јавно-приватно партнерство? Мислам дека ова е големо едно прашање. Мислам, прво сакам да се заблагодарам на излагањата, стварно, и она што само една точка сакав да истакнам, а тоа беше урбаното наспрем митското и митолошкото, и мислам дека тоа е еден од заклучоците на нашава дискусија, а всушност е тоа што и ние во јадро сакаме и да го постигнеме, действување и фокусирање и, како да речам, секојдневно проактивно работење за да може све повидливо да стане тоа урбаното наспрем она што не само во македонскиот, туку и во албанскиот простор се јавува. И сериозно сметам дека што повеќе сме заедно и дека клучната стратегија која би требало да биде во културата е здружување. И клучното нешто е затоа што сметам само така можеме да ги постигнеме сите овие работи за кои што зборуваме, кои што сметам дека чекор по чекор можеме да ги направиме. Едно од работите кои што треба да действуваме и да бидеме навистина директни во тоа е всушност ова јавно-приватно партнерство. Ние сакавме и подалеку од тоа да отидеме, всушност тоа е што Искра кажа хибридни институции. Нудење на еден нов модел на функционирање, што значи исто некакво заедништво. А тоа значи пред се во уредувањето на самата институција. Значи да не биде тоа дека јас одам и барам простор, да ми дадат, тоа се приказни кои што за мене или за нас се завршени приказни. Ние сакаме да разговараме како тие процеси на моќ да се децентрализираат. Не да децентрализираме во друга смисла, меѓутоа навистина да идеме онаму каде што може навистина нешто да се смени. А тоа е во процесите на уредување, во процесите на одлучување, создавање програми. Точно, тука се нашето присуство таму е клучно. Ние се залагаме да бидеме присутни онаму каде што се одлучува за работите, затоа што ние не сме само оние кои што се извршители на некаква си содржина, меѓутоа ние сме учесници кои што заедно треба да ја креираат. Затоа и апропо тоа ние го зборуваме овој хибриден модел кој што сакаме да го нудиме, односно да го понудиме и на кој што работиме. И тоа е еден отворен, како да речам, модел кој што ние во моментот сега и понатака го креираме, кој што би требал да биде достапен за она што не се случува нас. Ние гледаме се повеќе атрофираат сите овие културни центри низ земјава, затоа што пред се поради политиката на државата која што ја нарекува децентрализирање во културата, а тоа е само некоја, како да речам, повторно флоскула или синтагма која што нема свое вистинско значење, затоа што ние немаме и фискализација направено, децентрализација во фискализацијата, немаме исто така во управувањето, начините на тоа како може самите, не знам, директори кои што се управувачи на тие институции да може да работат во институциите, што значи тие се уште примаат централно средства, не може, тие средства треба да ги враќаат исто така во владата одреден процент кој што се дистрибуира понатака на други некои начини, во споменици или не знам каде, наместо да се вложи повторно онаму каде што треба, односно во локалната заедница. Сите овие се едни, како да речам, горливи прашања, кои што чекор по чекор требаме да ги работиме. Јас сериозно не сакам да звучам како некој кој што повикува сега, ама сериозно сметам дека се почесто треба да се гледаме и се почесто треба да дискутираме и овие акции заедно да ги правиме, затоа што видливост е едно од битните компоненти. Во смисла на тоа, ние кога отидовме на таа јавна дебата, што повеќе ќе бевме, тоа повидливи ќе бевме и посериозно ќе бидеме сватени.
А нашиот глас веќе се слуша и јасно е дека постои некоја сцена која што се вика независна културна сцена која што пред се сака да, како да кажам, да биде антипод на она кој што ни се нуди, на сето антиквизирање или митологизирање, подобро е да се кажа. И да, и сметам дека проактивноста е следниот чекор и ваквите средби, мислам, се повеќе треба. А она во контекст на тоа дали сум отишла и дали имало одговор, да, имало одговор одредени, меѓутоа е таа политика на адхок политика која што овде кај нас, која што зависи од тоа кој е, не знам, директорот денеска во една институција. Ние сакаме да го надминеме тоа. Ако тој директор е добар, фин, отворен, тоа значи дека ние ќе добиеме простор. Меѓутоа, ако е тој некој партиски, не знам, делегиран, сите се они партиски делегирани, меѓутоа не се доволно отворени, не ја познаваат доволно сферата во која што работиме, тој ќе биде затворен и таа институција исто така. Меѓутоа, ова се, како да речам, адхок политики денеска рецентни кои што нас не се служат секојдневно, против кои што ние сакаме, како да речем, да организираме стратегии на отпор и во тој контекст. Само една реченица, значи за опасноста од ние во Јадро често разговаравме за таа опасност, нели, од абсорбцијата, може да многу лесно да абсорбират, бидејќи тие велат, па да, еве ние ви го даваме просторот бесплатно, правете содржини и тоа е поддршка на независниот културен сектор. Не, значи тоа нас не интересира, па дури спремни сме воопшто да не прифаќаме понекогаш такви делови, да не речам, бидејќи да, нивните пароли се дека му дават поддршка на независниот културен сектор, на граѓанскиот сектор, затоа што дале бесплатно простор. Не е тоа доволно. Она што рече Билјана, во процесите на одлучување е важно да бидеме и да, мислам да научиме, бидејќи во оваа земја најпознат модел на здружување е партискиот модел. Главно не знаеме да се здружуваме во независни платформи и мораме тоа некако да го научиме ако сакаме да се извлечеме од буништето на историјата. И да пропагираме нови модели, всушност на само организирање меѓу нас, каде што нема да биде централизиран или доминантен еден кој што ќе одлучува за се. И тоа ни е многу важно. Рамадан на секједат индоња менdim fundit. Ju falimderit shumë që ishit pjesë e këtij debati, vetëm për fundot kisha dashur ti sublimoj gjërat e këqija apo të bëj një anamnezë përsëri të situatës. Ne bi правел нели уште една сублимација на лошите работи и ситуацијата, него што мислам дека извлековме како некои генерални правци и корисни модели за движење понатаму. Значи, прво е борбата против неактивноста внатре во секторот, овие средби и малите културни јадра и простори кои што користат за оваа намена во многу градови, почнувајќи од Менада, Ода, Лоја и секој ваков простор кој што го има во некој град да се користи како појдовна точка. Учеството во локалните институции да не биде културни институции како центрите на културата, да го предизвикуваме уште повеќе, да не биде тоа од типот на само простор, туку да се влијае и во политиките, уредување на програма на таа институција и така натаму. И истиот овој принцип треба да се примени и во однос на стратешките културни насоки на национално ниво, значи што повеќе да се бара, а за тоа треба многу координација и здружување за да бидеме поефикасни, треба да не има и повеќе и да сме подобро организирани. Концептот цилат дуата люфтоген, јан до тотата ќе детектувам кту што иќе nga komponenta mitike, tradicionale dhe etnike e kulturës dhe favorizimi I konceptit urban në kulturë dhe për të arritur dhe krijimi I hapësirave interkulturore, jo intrakulturore, po një hapësirë ku do kulturat e ndryshme për brenda Maqedonisë do takoheshin dhe do të komunikonin. Значи, двете работи кои што треба сериозно да бидат на удар, условно речено, на независната културна сфера, треба да биде
бегање од тој етнички, митски концепт во културата и фаворизирање на урбаниот. И вториот постулат треба да биде создавање на интеркултурни точки на комуницирање и на создавање на независна култура. Мендој се ктујан парафрасишт здивет të cilat ofrohen si modele janë koncepti inkluziv i kyçjes së qytetarëve që në fillim të bërjeve të politikave kulturore e jo vetëm si një pjesëmarrës në anketën përfundimtare a ju pëlqen as ju pëlqen. Që është qasja e dytë e parë dhe qasja e dytë është do të thotë nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në debatet dhe aty ku krijohen politikat kulturore dhe ofrimin e modele të ndryshme, siç është për shembull modeli i partneritetit apo institucioneve hibride, i odnos na решенията, значи се издвои моделот на партиципативност на граѓанинот во процесот на креирање на културните политики, а не само како нели учесник во финалната анкета дали ви се допаѓаат или не. И второ е создавање на поголем притисок на независната културна сцена преку активно учество во процесите, тие што течат, условно речено, во институциите, но и притискање за поголема вклученост во институциите преку модел на хибридни институции. Мендој се кеми тезарët të cilave mund të mendojmë dhe mund të bashkohemi në ardhmëri. Ju faleminderit shumë, ju благодарам за участието во дебатата edhe juve për pjesëmarrje. Ja sam u toalet. Moram